Секоја недела правиме пресек на најважните настани во седмицата што изминува. Оваа навидом просечна недела не донесе тема на неделата, но затоа отвори мали жаришта во речиси сите сфери на живеењето. Собрани на куп изгледаат како илјадници наталожени проблеми. После извршено соодветно селектирање и рециклирање, одвоивме топ 5 проблеми на неделата. Растот на инфлацијата во октомври достигна рекордно ниво од 19,8%. Минималната синдикална кошничка што ја објавуваат Сојузот на синдикатите на Македонија представува пресметка на износот месечни приходи што на едно 4-члено семејство му се потребни за најосновните продукти. Во месец октомври овој износ достигна 51.500 денари, што представува зголемување од 17.000 денари споредено со октомври минатата година. Од стратосферата на теми како инфлација и синдикална кошничка се префрламе во нарушена работна атмосфера во комуналното предпријатие Скопски водовод, каде што председателот на синдикатот Кашиковски обвинет дека пренесувал пици со службено возило добил отказ. Од Сојузот на синдикатите велат, преседан и скандал е да му се даде отказ на председател на синдикат под лажни обвинувања. Синдикалните организации ССМ и Суткос бараат разрешување на директорот Митовски поради своеволие и шерифување кон вработените. Во четвртокот, безбедноста на ученичкиот превоз излезе на површина. За само 4 часа во акцијска контрола на МВР изречени биле 60 санкции за автобуси што вршат превоз на ученици. Запрени биле 21 автобус без технички преглед, еден превозник без лиценца и 4 возачи без возачка дозвола. На тема безбедност во авиопревозот особено се истакна акционерското друштво МНАВ, компанија на која државата и делегира задачи и одговорност за управување и контрола на цивилниот воздушен сообраќај во Македонија. Видно од нивниот веб-сајт, основната цел на МНАВ е да придонесува за остварување на ефикасен домашен превоз, со што на сите категории на корисници им се обезбедува безбеден и редовен проток на воздушен сообраќај во македонскиот воздушен простор, во согласност со меѓународните обврски на државата. МНАВ мора постојано да внимава на изборот на своите среднорочни и долгорочни стратегии, за да и понатаму да обезбедува безбеден воздушен сообраќај за милиони патници. Сепак, во средата излезе веста дека тројцата членови на управниот одбор на МНАВ и директори во агенцијата сакаат да го поништат огласот за контролори за летање. Зашто? Од 270 пријавени положиле само 8 кандидати, меѓу кои не се нивните фаворити, а непријавените деца на функционери од ДУИ. Меѓу најдобрите 8 се и тројца момчиња албанци, едни од највисоко рангираните, но тие очигледно не биле вистинските што требало да влезат, велат од синдикатот на контролори за летање. Како чин на спротивставување на овие игри без граници, список на инструктори во МНАВ кои поднесува оставки од процесот на тестирање на кандидати за контролори за летање достигна 30 подписници.
Hiljada problemi Сега među nas Jeste nežni temi Eram јас. На тема безбедност и животот на пациентите ништо ново. Во наредните 3 месеци во сите 6 јавни здравствени установи во Скопје, каде има можност за правење мамографија, нема слободни термини, покажале податоците од базата на Мој термин. Од Министерството за здравство посочуваат дека се спроведува националната скрининг програма, а проблемот со немањето термин за мамографија ќе се решил од јануари натака. Во меѓувреме, жените се принудени решението да го бараат во приватните клиники.